Владата преку Министерството за земјоделство ќе предложи измени на Законот за земјоделство и рурален развој и Законот за води, со кој ќе се овозможи субвенционирање на 80% од трошоците за инсталирање на системи за наводнување капка по капка и ископ на бунари. Како што денеска информираше заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски, оваа мерка која што беше промовирана пред неколку месеци, откако ќе биде донесена во собранието, ќе биде оперативна од почетокот на 2017 година. Средствата ќе бидат обезбедени од програмата за рурален развој. Максималната површина за која се однесува мерката капка по капка е до 50 хектари земјиште. Што се однесува до ископот на бунари, просечната сума која е потребна за изградба изнесува околу 150.000 денари на длабочина до 50 метри. Право да конкурираат ќе имаат физички лица за кои земјоделството им е примарна дејност, односно регистрирани земјоделци за производство на раноградинарски производи за овоштарство, како и земјоделски компании и земјоделски задруги. Годишно се планира да се одвојуваат по 3 милиони евра. Според Костадиновски, со ова се исполнуваат ветувањата дадени на земјоделците. Проектот за инсталирање на систем капка по капка предвидува поддршка на земјоделците кои што набавиле и реализирале систем капка по капка во висина од 50% од реализираната инвестиција. Се однесува само за житни и фуражни култури и со критериуми за оние кои што имаат од 1 до 20 хектари капацитети. Со оваа мерка, што сакаме да ја промовираме денес и да подсетиме за она што ние како Министерство работиме на овој проект, подготвувајќи ја регулативата, каде што покрај мерка во програмата за рурален развој, ќе направиме измена, ќе предложиме измена на Законот за земјоделство и рурален развој, каде што процентот од 50, висината од 50% ќе ја зголемиме на 80% и ќе овозможиме зголемување на површините како критериум кој што ќе се одлучува при одобрувањето на апликациите за овој проект. Според него, согласно претходните пресметки за 10 хектари за наводнување житна култура, вкупната инвестиција за капка по капка е 1,12 милиони денари. Дури 984.000 денари, односно 80% ќе покрие државата. Ова се пари кои остануваат во џебот на македонскиот земјоделец, а остатокот го обезбедува корисникот. Тој додаде дека средствата за останатите 20% кои треба да ги обезбеди земјоделецот може да се обезбедат преку кредитната линија од 10,8 милиони евра од Македонската банка за поддршка на развојот. Ефектите кои што се повеќе кратни, како што ги спомнав, намалени трошоци, зголемен принос, поквалитетно производство, поголема заработувачка кај земјоделците и поголем профит кај нив. Ќе овозможи на нас како држава да го зголемиме производството со дополнителен квалитет, да бидеме поконкурентни. Законските решенија според Костадиновски се очекува да бидат донесени кон крајот на септември или почетокот на октомври.